Во оваа емисија на Агенда 35 ви ја представуваме завршната сесија од Меѓународната младинска конференција Европски вредности за еднината на Југоисточна Европа во организација на Младинскиот сојуз. Имавме гости од високата домашна и европска политика, но главен фокус беа младите луѓе и нивните европски перспективи заглавени помеѓу слабите перформанси на властите дома и европските идеали што последниве години гледаме дека се на се посериозен тест. Останете со нас. Во Агенда 35 ке гледате да изградиме регион во кој што сакаме да живееме. Младите бараат промени, има ли кој да ги чуе? Податоците за невработеност кај младите генерации се загрижувачки и кај нас и во соседствата. Како до подобри економски услови и поголема инклузивност. Останете со нас. Поквалитетно образование, подобро вработување и учество во креирањето на политиките. Ова се заедничките цели на младите од регионот на Југоисточна Европа. Освен заедничкиот географски регион, споделуваат и заеднички визии за тоа како да го подобрат својот живот и животот на идните генерации и да ја доведат Европа дома, наместо да бараат иднина надвор од своите земји. Ова се само дел од согледувањата на младите, но и на носителите на одлуки, кои беа споделени на 18-та меѓународна младинска конференција. На младите им е потребна Европа, но уште повеќе на Европа и се потребни нови младински идеи за развој, кои ќе бидат мотор на промените. За да се случи тоа, не треба да се дозволи младите од Западен Балкан да останат исклучени од процесите на промени. That is why in this diverse region, our vision is to focus on mutual success, to support Western Balkan countries into joining the EU, to advocate equal rights for people from non-EU countries, to resolve disputes between countries so that finally the reconciliation can be achieved. We need to start building strategic partnership, stronger security network, creating bilateral agreements to provide equal opportunities in every country, for every country in the SEE region. За да се постигнат овие цели, потребна е соработка помеѓу младите и носителите на одлуки, кои, како што потенцира председателот на земјава Пендаровски, ги разочарале младите. Според Пендаровски, младите гледаат на регионот од поинаква перспектива, без граници и ослободени од вирусот на национализам и нетолеранција. Токму затоа, тие треба да ја испратат пораката дека иднината е обединета Европа, но врз основа на хуманизмот и достоинството на луѓето. I know that many young people from North Macedonia are not satisfied with the results we achieved in the fight against organized crime and corruption, nepotism, or with the effects of the economic and educational policies. The youth dissatisfaction is always a bad news, because it shows that politicians have failed to build an inclusive societies. Се додека постои незадоволството кај младите, но и подготвеност тоа незадоволство да биде искажано, има спас за сите, додава Пендаровски. Спротивно, незаинтересираноста на младите за промени значи дека или се откажале, или веќе нашле подобар живот надвор од земјата. Промените нема да се случат без напор и затоа е потребно веднаш да се работи на нив, смета известувачот за земјава во Европскиот парламент, европратеникот Кјучук. А Европа треба да им даде шанса на младите, тие да ја напишат агендата на промени. The change will not come only with sitting in the comfortable situation, in a comfortable position, and having a nice drink and watching TV. The change will come. The real change will come only if we want it, if we deserve it, if we work for it. The future of the younger generation starts from today. We cannot rely on the good future if we don't start working from today. So my message, very simple message is, future starts from today. Но младите не се загрижени за својата иднина само во економска смисла. Владењето на правото, заштитата на животната средина се области за кои исто така бараат порешителни акции од политичарите. When will be the good time to declare state of emergency pertaining to climate change and the existential threat of climate change? So building European future means having a sustainable economy, sustainable energy system, and I just want to ask when will be the right time to actually start doing something for climate change. А токму планот на Европската комисија, идната генерација ЕУ, во чиј фокус се младите, треба да даде одговор на прашањето за позелена, дигитализирана и Европа,
која брзо ќе закрепнува по корона кризата. Властите без изговор мора да ги спроведат реформите дома, без оглед кога и да почнат официјално преговорите за членство во Европската Унија. Ова може би звучи како утеха во период кога земјата се соочува со нови пречки на патот кон ЕУ, но граѓаните бараат од носителите на политики да ја спастрат државата, од економски напредок кој што ќе им го подобри животниот стандард, преку воспоставување на правна држава и неселективна правда за сите, па до почиста животна средина. Џулијан Васало, заменик шеф на делегацијата на ЕУ во Скопје, вели дека преговорите несомнено може да го забрзаат процесот на реформирање на државата, но потенцира моторот на реформите е во Скопје, а не во Брисел. North Macedonia is a sovereign country. It can, I speak as a deputy head of delegation of the EU, whose job it is to help the country move towards accession. But there are many countries out there who are not in the EU, are not on the way to joining the EU, and can still raise their standards. They can still generate growth in their economy. They can still protect their environment and improve the quality of the air that citizens breathe. In other words, while it's good to talk about investment, it's good to talk about money coming from the European Union, it's good to talk about projects and programs. These are just tools to make the transition easier. We can help to pay for certain plants to treat water or to help with reducing emissions of power stations. But don't forget the center of reform, the powerhouse of reform of North Macedonia will always be Skopje. It will never be Brussels. Зборувајќи за перспективите на земјата на Младинската конференција, председателот на државата Стево Пендаровски нагласи дека фокусот на политиките после оваа криза предизвикана од пандемијата мора да биде на брз економски развој, што ќе ги одврати граѓаните, особено младите, да размислуваат на иселување. It is not possible to stop only young people from leaving the country if you are not doing something for stopping everybody's leaving or thinking about leaving the country. What does that mean? If you are making the economy better, it should make the life better for each categories, each age groups, not only for young people. I cannot invoke any single example of any European country which has somehow decreased the number of people leaving the country, and they succeeded only in reducing the number of young people leaving the country. Take the latest example of Croatians who are leaving the country, although they are for 7-8 years members of the European Union. People from different ages are leaving Croatia, not only the young people age 20, 25. So either you're gonna, that's my view, then you should improve the state of the economy. And apart from that, you should enable the people with their skills to apply for each job available in the country, not only to look into their ID from political parties or into their ethnicity. Податоците за невработеноста покажуваат загрижувачка ситуација кај младите до 29 години, според кој дури 28,3% лани биле без работа. Слична е ситуацијата и во Грција, каде оваа стапка изнесува 28,2%, потоа во Шпанија 24,7%, во Хрватска 13,4% од младите се невработени, а овој просек во ЕУ е 11,4%. Најмала невработеност меѓу младите во ЕУ има во Германија, и тоа 4,3%, и Чешка само 3,6%. Заменик шефот на делегацијата на ЕУ во Скопје Васало, зборувајќи од сопствено искуство кој што како млад човек сведочел на преговорите за членство на неговата земја, има една препорака за младите во земјава. Position yourselves for the benefits of membership. The benefits will not fall on your lap. They will not come overnight. But when I look back, I can see that the people who benefited most, who got most out of membership, are the ones who, through hard work, understood where their place can be in their country as a new member state. There will be opportunities in many sectors. It is up to you to identify those that you would like to exploit, but it will take preparation. It will take preparation to understand the new opportunities, the new laws that will be adopted, and how
you can use those to further your ambitions and give something to society. And then one other suggestion I have is volunteer. Take this time to volunteer for a cause that is important for you. You have perhaps more time on your available to you than you will have in the rest of your life. It's a good opportunity to volunteer, to give something back, but also because you learn so much from it. Volunteering is a good opportunity to understand your strengths and your weaknesses, while also making a contribution to society. Во меѓувреме, властите истакнаа дека продолжуваат напорите за надминување на проблемите со Бугарија за официјален почеток на европската приказна. Деновиве во финална собраниска фаза влегуваат измените на Законот за трговски друштва, кои се очекува да отворат нова страница во можностите за инвестирање во стартап компании во нашата земја. Овие промени речиси 2 години ги лобираа представници на стартап заедницата во земјава, кои укажуваа на законските пречки во процесот на инвестирање во ризични проекти, какви што по дефиниција се стартапите. Што всушност носат најновите законски измени, објаснува Дејан Алексов, председател на организацијата Стартап Македонија. Со оваа законска измена очекуваме да се подобри пристапот до финансии за младите иновативни компании, односно со конвертибилниот заем ќе се даде механизам на приватните инвеститори дел од своето стекнато богатство да можат да го инвестираат во младите иновативни компании, а да одлучат по неколку години да влезат во сопственичка структура доколку видат дека таа стартап компанија е перспективна и има навистина голем потенцијал за раст. Од каде всушност дојде потребата за оваа законска измена? Законската регулатива која што досега не овозможуваше ваков тип на инвестирање, односно приватните инвеститори досега кога ги инвестираа своите пари во млади иновативни компании, веднаш за возврат го зема уделот и влегуваат со самата инвестиција во сопственичка структура на младата компанија, што е покажано дека е доста голем ризик. Многу е подобро да можат да одлучат после неколку години од инвестицијата дали да влезат во сопственичка структура, отколку тоа да мора да го прават со самото давање на инвестиција. Така да сега со овој механизам ќе има помал правен ризик и финансиски ризики за самите приватни инвеститори. Законската и финансиска компаративна анализа на инвестициите од бизнис ангели во Португалија, Словачка и Бугарија покажува дека земјите кои усвоиле мерки за стимулирање инвестиции од бизнис ангели бележат зголемување на инвестициите. Тоа се случило во Португалија и Бугарија и обратно. Земјите кои не усвоиле значајни мерки за стимулирање на бизнис ангели имаат помала инвестицијска активност. Во 2017 година Македонија се најде на дното на листата во Европа според висината на инвестиции во стартап компании кои губат многу можности за пристап до нови финансии, што делумно се должи на законските ограничувања. Потенцијалот за развој на ваков пристап до финансии за стартапите е од есенцијално значење, особено во раните развојни фази. Препораките од Европската унија до владата на Северна Македонија неколку години наназад е да се зголеми свесноста и информираноста за различните инструменти за финансирање за малите бизнеси, што на крај на ден би помогнало во зголемување на небанкарското финансирање на малите иновативни компании. Пандемијата со коронавирусот им зададе силен удар на сите земји во Европа и очигледно ја стави на тест и самата Европска унија. Освен спасување на човечки животи, оваа криза покажа дека спасување и треба и на самата унија. Иако при првиот бран на пандемијата, многумина го критикуваа Брисел дека е одсутен во справувањето со коронавирусот, а тоа паралелно предизвика и бран на сомнежи во европските вредности. Сепак, времето покажа дека кризата може да биде катализатор на кохезијата. Пандемијата и даде можност на Европската унија да го консолидира процесот на интеграција, да ги продлабочи систематските реформи и да ја зајакне целокупната виталност и сила. Од оваа перспектива, пресвратна точка е веројатно договорениот фонд за закрепнување од пандемијата, вреден 750 милиарди евра,
А освен финансиска помош, улогата на Европската унија во борбата против вирусот е и поддршката за развивање на ефикасна вакцина, развивање и достапност на брзи антигени тестови за детектирање на вирусот, апликации за следење и предупредување за контакти, подобрување на комуникацијата со граѓаните, обезбедување на неопходни залихи, како и координирање на мерки за безбедно патување преку границите. За македонските граѓани што се прашуваа која е улогата на Европската унија во борбата против пандемијата во земја како нашата, која се уште не е нејзина членка, одговорот е подкрепен со низа факти. Брисел веќе одобри 80 милиони евра финансиска помош од Европската унија, како дел од пакетот поддршка за справување со COVID-19 пандемијата. Целиот износ наменет за нашата земја е 160 милиони евра. Ова е прв чекор од помошта од вкупно 3 милиарди евра што се однесува на сите земји преговарачи и соседи. Освен во пари, во неколку наврати солидарноста на Европската унија се покажа и низ пратки и опрема за здравството, од механички вентилатори, монитори за интензивна нега, тестови за детектирање на вирусот, па до заштитни маски и ракавици. Со помош на Европската унија се реализира проект за јакнење на здравствениот систем и брз одговор на заразни болести COVID-19, преку кој ќе се обезбеди опрема во вредност од околу 4 милиони евра. Поединечни земји членки на Европската унија исто така ја докажаа својата солидарна страна, па така амбасадата на Германија во земјава неодамна донираше 8 респираторни апарати. Донацијата е на иницијатива на сојузната влада за време на германското претседателство во Советот на Европската унија за помош на државите од Западен Балкан при пандемијата од COVID-19. Словачка преку механизмот за цивилна заштита на Европската унија исто така донираше опрема за лична заштита. Како земја што не е членка на Европската унија, особено значајна е и логистичката поддршка при набавката на медицински третман за COVID-19. Па така земјава преку Европската унија доби пристап до лекот Ремдесивир, откако Европската комисија потпиша рамковен договор со фармацевската компанија Джилет за набавка на 500.000 дози. Ремдесивир е лек за третман на пациенти со COVID-19, на кои им е потребна кислородна поддршка. Според Министерството за здравство, ова е 6-та успешно имплементирана заедничка постапка за набавка. Заедничката набавка е инструмент на Европската комисија од почетокот на годината, со кој на земјите им се обезбеди дополнителен пристап до лична заштита, респиратори, тестови и друга неопходна медицинска опрема. Некои од земјите членки исто така ќе посредуваат при набавката и на вакцината, откако ќе биде одобрена за употреба. Бидејќи земјите членки на Европската унија потпишаа билатерални договори за набавка на оксфордската вакцина, а притоа земјите што не се дел од Европската унија немаат таква можност, ние ќе имаме пристап до вакцината преку Полска, која што ќе набави за нас, а последните информации се дека и Грција се понудила да го стори истото. За да се ограничи ширењето на пандемијата на COVID-19, државите членки на ЕУ воведуваат различни мерки. Некои од мерките, како например задолжителен карантин или тест за коронавирус, влијаат на правото на граѓаните за слободно движење, но и на бизнисите во Европската унија. Според председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лејен, правата за слободно движење низ ЕУ се силно погодени од пандемијата. Throughout the European Union, we have different color codes, different criteria, and different rules on testing and quarantine. It's hard to know where you can travel, what rules you need to follow when you get there, and what rules apply when you return home. We have to coordinate these measures to make life easier for Europeans. The clearer the rules are, the better citizens can deal with them. Затоа, заради поголема транспарентност, координирање и усогласување на мерките, Европската унија донесе препораки во неколку области. Па така, државите членки на ЕУ, кога ќе разгледуваат воведување одредени ограничувања, треба да ги имаат во предвид следните критериуми. Стапка на пријавени случаи, односно вкупен број на ново пријавени случаи на заразени со COVID-19 на 100.000 жители на регионално ниво во последните 14 дена. Потоа стапка на позитивни тестови, односно процент на позитивни тестови на COVID-19 од вкупно направените во последната недела. И стапка на тестирање, односно број на тестови за COVID-19 на 100.000 жители, направени во текот на последната недела. Во препораките на ЕУ е и заедничката карта, односно системот на семафор за патување во рамки на Унијата, кој го покажува нивото на ризик од коронавирус во регионите на државите членки. Па така, според зафатеноста со коронавирусот, односно според бројот на ново заразени на 100.000 жители и процентот на позитивни тестови, европските региони добиваат соодветна боја – црвена, портокалова или зелена.
Региони црвени зони се оние каде бројот на случаи на COVID-19 надминува 50 на 100.000 жители во период од 14 дена, а процентот на позитивни тестови е најмалку 4%. Регионите каде вкупниот број на новопријавени случаи е над 150 на 100.000 жители, исто така се квалификуваат како црвени. Од друга страна, зелени зони се региони во кои вкупниот број на новопријавени случаи е помало од 25 на 100.000 жители во период од 14 дена, а процентот на позитивни тестови е помало од 4%. Регионите пак каде вкупниот број на новопријавени случаи е помало од 50, но стапката на позитивни тестови е 4% и повеќе, или ако бројот на новопријавени е помеѓу 25 и 150 на 100.000 жители во период од 14 дена, а стапката на позитивни тестови е помала од 4%, се означуваат како портокалови. Регионите за кои нема доволно информации или имаат 300 или помалку тестови на 100.000 жители се квалификуваат како сиви. На основа на заедничката карта, државите членки одлучуваат дали ќе воведат ограничувања како карантин или тест за патници кои доаѓаат од други подрачја. За патниците од регионите зелени зони нема ограничувања како карантин и тестови. Како општо правило, државите членки се согласни информацијата за нови мерки да биде објавена 24 часа пред мерките да стапат на сила. За сега не е познато дали ЕУ ќе воведе единствени правила и за должината на карантин, дали луѓето да носат маски, потоа забарањата за одржување растојание, ограничувања за спортски активности, затварање на училишта и други мерки. Со цел на европските потрошувачи да им се овозможи активна улога во зелената и дигитална транзиција, Европската комисија минатата недела представи нова стратегија за потрошувачите. Во стратегијата е опфатено и како да се зајакне заштитата на потрошувачите за време на пандемијата со COVID-19, која создаде значајни проблеми во секојдневниот живот. Конкретно во стратегијата се изнесени приоритетите и клучните мерки кои во следните 5 години е потребно да се спроведат во соработка со државите членки на европско и национално ниво. Меѓу другото, тоа вклучува нов законодавен предлог чија цел е подобро информирање на потрошувачите за одржливоста, прилагодување на постоечкото законодавство на дигиталната трансформација и акцијски план за безбедноста на производите изработен во соработка со Кина. Европската комисија во следниот период ќе ги представи иницијативите од стратегијата, а во план е и широк диалог со сите заинтересирани страни околу приоритетите и мерките, како и методите на соработка за заедничка промоција на заштитата на потрошувачите во годините што следат. Преговарачите на Советот и Европскиот парламент постигнаа привремен договор 2021 година да се прогласи за Европска година на железницата. Во текот на целата година ќе се организираат низа настани и други иницијативи со цел зголемување на уделот на патници кои патуваат со железница, како и стока која така се пренесува, во согласно со целите на Европскиот зелен план. Од Европската комисија се бара да разгледа и започнување на 2 физибилити студии, една за создавање на европски ознаки за промоција на стока која се пренесува со железница и втора за испитување на идејата за индекс за железничка поврзаност, сличен на оној кој веќе постои во воздушниот сообраќај. Комисијата за своите планови мора да го извести Советот и Европскиот парламент до крајот на март 2021 година. Патувањето со железница е еколошко, удобно и сигурно и ќе има клучна улога во напорите на ЕУ за постигнување на климатска неутралност до 2050 година. Европската комисија го објави својот годишен преглед на образованието и обуката, во кој се анализира развојот на образованието и обуката во ЕУ и државите членки, а фокусот оваа година е на наставата и учењето во дигиталната ера. Во текот на кризата која ја предизвика коронавирусот, стана очигледно дека дигиталните решенија се многу важни за наставата и учењето и дека на тоа подрачје има недостатоци. И покрај тоа што државите членки последниве години вложуваат во дигитална инфраструктура за образование и обука, постојат големи разлики и помеѓу државите членки и внатре во нив. Иако често може да се слушне дека денешната генерација на млади е дигитална генерација, резултатите од истражувањето покажуваат дека многу млади немаат стекнато доволно дигитални вештини. Поконкретно, недоволно дигитални вештини имаат повеќе од 15% од учениците во сите земји опфатени со истражувањето. Освен тоа, податоците на ОЕЦД упатуваат на тоа дека наставниците од повисоките оделенија од основните училишта во државите членки на ЕУ ретко се обучени за употреба на информатиско-комуникацијска технологија во наставата и дека тие информираат за голема потреба од професионален развој за користење на ИКТ вештини за спроведување на наставата. Ограничувањата за физичка активност во затворено, во вежбални теретани и други спортски објекти поради коронавирусот придонесоа побарувачката за опрема за вежбање во ЕУ да се зголеми, а со тоа и увоз.
Имено увозот на опрема за вежбање во ЕУ достигна рекордни бројки во 2020 година, односно забележано е впечатливо зголемување на увоз на опрема за вежбање од 44% и 42% во јуни и јули соодветно, споредено со истите месеци минатата година, покажуваат податоците на статистичката агенција на Европската унија Евростат. Главен партнер на ЕУ за увоз на опрема за вежбање е Кина, односно во периодот јануари-јули 2020 година, дури 73% од увозот на опрема за вежбање надвор од ЕУ е од Кина. Други главни партнери на ЕУ се Тајван со 9% учество, САД со 8% и Обединетото кралство со 5% учество во вкупниот увоз на опрема за вежбање. Овие 4 држави заедно формираат 95% од увозот на опрема за вежбање во Европската унија. Градот Ескилстуна во Шведска, сакајќи да понуди добра зелена пракса, разви идеја да отвори трговски центар на иднината, во кој продавниците ќе нудат веќе употребени производи или преобликувани употребени производи. Работата на трговскиот центар е организирана во неколку фази. Најпрво во специјално обележани контејнери се остава и сортира материјалот, што за некого е отпад. А во близина на магазинот на трговскиот центар се оставаат играчките, мебелот, облеката, украсите или електричните уреди кои повторно може да се користат. Следно во магазинот се врши првично сортирање на оставените производи, на употребливи и неупотребливи, и после тоа се дистрибуираат до соодветните специјализирани продавници за употребени производи во трговскиот центар. Потоа продавниците повторно сортираат и решаваат дали ќе го поправат производот, преобликуваат, преработат и евентуално продадат. На тој начин на стари употребени производи им се дава нов живот преку поправка и додавање квалитет и вредност. Се што се продава во трговскиот центар е рециклирано, повторно се употребува или пак е органски произведен. Трговскиот центар е и многу повеќе од само место за продажба на производи. Центарот е и јавен едукатор, затоа што организира настани, конференции, работилници, предавања и тематски денови, и се со фокус на одржливост. Во просториите на трговскиот центар, локалното средно училиште спроведува и едногодишна образовна програма за рециклирање и дизајн. Трговскиот центар како позитивен пример е честа вест на светските медиуми, а го посетуваат и заинтересирани туристи од целиот свет. Следната недела се гледаме со нова тема од процесот на европските интеграции, повторно на македонската телевизија и во истиот термин. Останете со програмите на јавниот сервис.